Добро вечер. КТВ и РТК започнуваат една серија на емисии кои посветуваме на обновливите извори на електрична енергија. Во последнава година, 2022 година, многу се зборува за оваа материја, затоа што електричната енергија едноставно не е така ефтина како што ја имавме, станува се поскапо и не само што станува поскапо, туку ја немаме. Меѓутоа, научниците, оние кои се задолжени од човештвото да мислат, измислили дека енергија може да добива од струја, од вода, од бранови на мориња, на океани, од водотеци, на езерата, на водоводи, како што е Квадрици и така натаму. Токму затоа сакавме да ве запознаеме малку повеќе со алтернативните извори на електрична енергија, оние што многу малку ги познаваме. И како можеме ние како домаќинство или како бизнис сектор да учествуваме во таа голема инвестиција за да ја добиеме и да ја правиме електричната енергија. Ова серија на емисии ќе започнеме со стручни нападствија, со она што е тековно и актуелно кај нас, меѓутоа ќе завртиме на другата законската регулатива која е многу битна затоа што секој чинител, дали е правно лице или физичко, ќе треба некои документи да ги прибави и да ги достави до државата, до владата, до соодветните институции во Министерството за економија и да конкурира како производител на електрична енергија. Меѓутоа тоа е долга приказна, затоа ние решивме да ја поедноставиме и да ја објасниме најпрвен до вас. Ова серија на емисија нарековме зелена енергија, обновливи извори на енергија, а пред се, кога го велам ова, мислам на сонцето. Со нас е господин Душко Сапунџиев. Доли здраво? Здраво. Долги години сме заедно, меѓутоа многу ретко седнуваш во еден ваков амбиент. Душко инаку е електроинженер, дипломиран. Тој има специјалност за електроника и автоматика. Долги години се бави со оваа професија, беше едно време и директор во Електроелектрика, еден од најуспешните кавадарчени на полето на електрониката. Добитник е на септемвриската награда, човек кој многу не се експонира во јавноста, меѓутоа секогаш гледа малку подалеку од обичните граѓани, што има зад ричето. Токму затоа сега се јавува како иницијатор или како еден од таа група на ентузијасти кои ќе почнат да ги работат зелената енергија од сонцето. Ако може, така, ова камера да ја добијам, ќе добиете вакви флаери и ќе видите што се може да направите со сонцето кое е над нас. Доли, како си? Добро, и тука не ми е жешко. Многу си зафатен овие денови, многу напорно на повеќе начини. Еден од ангажманите на фирмата која се занимава со инженеринг и едно од подрачјата на инженеринг фирмата Инелтехник е подрачјето за производство на енергија од фотоволтаици, сончева енергија популарно наречена, макар да таа има повеќе начини како се трансформира во енергија топлинска или во електрична енергија. Така секојдневието ми заминува со одредени задоволства, бидејќи пред се оваа работа задена е инженерски предизвик. А инженерскиот предизвик подразбира по завршена работа големо задоволство и во вториот план е нормално комерцијализацијата, меѓутоа јас и во оваа работа влегов пред се како инженерски предизвик и се сеќавам дека пред 4-5 години излезе еден напис по завршувањето на еден приватен проект, беше насловот во еден од дневните часописи и печатени медиуми, првата куќа со сопствена енергија, без оглед дали вистина беше првата куќа во државата, меѓутоа факт. Токму така беше завршено чисто за своји потреби. Зошто не се експонираше воопшто во тој момент и еве и сега. Сапунџиев е неговиот дом е единствено место каде што се произведува електрична енергија. Тоа малку мина од нас го знаат, од вас го знаат, јас го знам. Сега реално не е така, меѓутоа во тој момент беше еден од првите во... Што те натера да ја направиш работа?
Па токму тоа викам, тоа е инженерскиот предизвик, а експонирањето е индивидуална работа. Некои бараат популарност, ние без да се експонираме, да бидам искрен, за друго подрачје од електрониката и телекомуникација добивме 7 септемвриската награда, не е поврзана директно со ова, значи тоа се за постигнување на подрачјето на телекомуникациите, пренос на телевизиски интернет и понуда на интернет сервиси, фиксна телефонија, пренос на податоци, да. И тоа беше спонтано, да речам не изнудено. Јас лично сметав дека сме еден од оние кои што на вистина со многу работа, со многу години работа и труд, има и други такви. Во тоа време паралелно заедно, мислам, со професорот Кирил Темков. Така бевме заедно, што беше дополнително признание со еден врвен научник, етичар, да се најдеме на исто рамниште, и тоа даде тогаш и еден, да речам, силен импулс на вредностите на 7 септемвриската награда, за да не биде доделување ради доделување. Тоа е нескромно да го речам, затоа што да се најдеш рамо на рамо со еден врвен професор, етичар и филозоф, и да сметаш лично дека е заслужено, не со резултати во областта на телекомуникација, со резултати. Сега работиме на паралелно работиме и произлезе практично од потребите на кабелската телевизија. Од потребите на кабелската телевизија произлегува да одредени точки ги решаваме со енергија на друг начин, не поврзано со мрежата, со дистрибутивната мрежа, за сопствени потреби, потоа произлезе за лични потреби, а сега веќе одиме на комерцијални продукти за индивидуални и пошироко. Зошто зелената енергија е насушна потреба? Така да почнеме со оние прашања што ги подготвивме јас сити. Зошто е таа потребна во овој момент, во ова 21 столетие? Зошто не е порано од сега? Да. Потребата, ситуацијата, реалната ситуација со состојбите во светот, без оглед од кои причини е предизвикана енергетска криза. Енергетската криза доведе до тоа да енергијата се повеќе и повеќе има извонредно висока цена. Ние сме сведоци дека и денови од 1 јули ќе има и промена на цените и во нашата држава. Тоа не е само тарифникот, да. И тоа не е само овде, тоа е еден светски глобален процес и тој предизвика да се размислува на помалку класичен начин како да се дојде до енергија и на поединично ниво, на индивидуално ниво. Нормално сето тоа да биде во системот на електрична енергија, преносниот и дистрибутивниот систем на државата, меѓутоа да се размислува на начин како со инвестициите од поединци или од фирми да биде надополнет енергетскиот систем. Досега не било така. Да, досега класичниот начин беше со инвестиции од државата пред или приметно јавно партнерство, со големи, да речам, инвестицијски зафат и се обезбедува електрична енергија за целиот енергетски систем, потребите на домаќинствата, потребите на индустријата. За разлика од тоа, сега принципот практично значи да се променува каде што рамноправно и секој поединец, секоја точка индивидуално домаќинство може да стане производител на електрична енергија на тој начин и за своите потреби, меѓутоа и за енергетскиот систем да допринесе во услови кога и парите и енергијата се премногу скапи. Без оглед на, не мислам на политичките причини и светските процеси, зошто е тоа така, седно. Ситуацијата е таква да има потреба да се либерализира пазарот. И добро е што и кај нас државата, без оглед што некои процеси течат малку потешко и понапорно, меѓутоа се прават чекори, еве сега најсвежиот чекор од 16-17 јуни, каде што се либерализира пазарот за индивидуалните производители и се овозможува еден инвестицијски циклус со приватни лични средства. Има ли ограничување тоа инвестирање? Дали
Дали има рамки? Рамки има и мора да има. Енергетскиот систем, без оглед што тоа да не е директно моја специјалност, значи реков електроника и автоматика, меѓутоа сум доволно информиран и присутен. Добро. Присутен, лимити мора да има од повеќе причини, нема сега да ги по сериозно е прашањето зошто е тоа така, меѓутоа лимитите се за индивидуално домаќинство, сега моментот ќе спомнам, 6 киловати трофазен систем по домаќинство. Значи колку панели инсталирана моќност. Тоа што значи колку, например, јас можам на мојот дом да монтирам или да поставам панели, фотоволтаици. Значи токму тоа, до 6 киловати, да. Вие можете да, секој може и повише. Така? Повеќе да инсталира, меѓутоа тоа што ќе биде прифатено во системот до 6 киловати, евентуално вишокот може за некои сопствени потреби без вклучување во мрежата. Што можеме да свршиме работа дома со тие 6 киловати? Тоа е прашање, да, што може, заради тоа што има повеќе фактори од кои зависи колку тие 6 киловати ќе донесат производство. Јасно ми. Значи, од квалитетот на панелите, квалитетот на опремата, така, од ориентацијата, дали е југ, дали југоисток, дали е запад, од аголот под кој се наложат панелите. Добро. И дали евентуално се јавуваат во одреден период некои сенки, предпладне, попладне и така натаму. Квалитетот на опремата. Целата опрема, тоа е еден дел. Битно е, треба да се има во предвид дека за постојат мерења врз основа на сериозни статистички показатели за последните 15-20 години, врз основа на кои што може да се предвиде статистички колку може еден таков систем со одредени компјутерски симулации колку може да се очекува производство. Во најдобри услови за Македонија, сега зборуваме за една груба проценка, значи многу фактори влијаат, може да се очекува производство од некаде до 8000 киловат часови годишно, што значи некаде 600 до 700 киловат просечно. Добро бројка. Значи многу различно е во лето, во зимо. Значи тоа е сега колку, што значи тоа на крајот во пари, што значи во исплатливост, што значи како инвестиција, тоа е друго прашање од многу фактори. Зависи колка е цената на енергијата, по моментални пресметки, колку ќе биде за година и две или колку тоа е непредвидлива. Зошто треба парите да ги вложим во овој вид на инвестиции во домаќинството и во предпријатието? Зошто е исплатливо за едно семејство или еден бизнисмен да вложува во струјата? Јас ќе го објаснам тоа со еден едноставен пример, што не значи дека секогаш и секоја инвестиција, заради тоа што ние како фирма се занимаваме, зошто е интересно да се вложува во обновливите извори на електрична енергија, пред сега зборуваме за фотоволтаици. Тие се на мода. Јас многу најчесто со еден едноставен пример го прикажувам. Ако имате 5000 евра или да речеме 300.000 денари средства кои што ви се слободни и немате директна идеја Што да прави со Што да прави со тоа е заштеда. Си штеде човекот. Семејството си. И сега имате можност да купите нешто за домаќинството. Некој од потреби, бела техника, не знам, намештај. Тоа е трошок, нели? Некое задоволство, меѓу трошок и парите заминале. За некое задоволство се пак зборува. Другото е да ги вложите во банка. И да ги вложите, да речеме, 10 години. Добро. Сегашните каматни стапки не поминуваат 1%. Многу се ниски. Така да. Не били по-ниски никош. За 10 години на 5000 евра може да видите камата, ајде да зборуваме грубо 500 евра. Ако ги вложите во еден оваков систем, има и други начини, нели? Сега зборуваме конкретно за фотоволтаици, што тие даваат можност
Исплатливоста е приближно, има неколку фактори, за 8 години. Тоа значи како да имате 12% приближно камната. Човече. Тоа значи, ако имате вишок средства, економски мотив, ако јас сум инженер, тоа економски мотив, зошто да се вложат одредени средства за кои што немате директна намена. Така. Мислам, тоа е идејата и едноставно пример, Нема да речам индивидуална некоја лична инвестиција која што носи толку средства. А струјата не е неминовен фактор за потрошувачка. Точно така, а уште повише овие системи, зборуваме за системи кои се реално квалитетни, бидејќи че зборуваме во друга прилика за квалитетот на опремата, овозможува да 30 години имате производство на електрична енергија, нормално не секогаш со ист коефициент на корисност, по-късно технички зборуваме. Меѓутоа, ако 8 години е враќане средствата, уште 20 години имате чист приход. Јасно ми е. Ако одберите квалитетна опрема, повтора. Не знам која е таа инвестиција, да зборуваме за малку поголеми суми, ако купите кола за 20 години, нова треба да купите. А ова 20 години ќе ви носе одредени приходи. Не може да се очекува дека екстремно, затоа што цената е категорија која што од многу причини е регулирана како вредност и како цена, мислам цената на електричната енергија, токму заради тоа и исплатливоста реално се држи под едно друго ниво. Кога би биле светски цени, а не светски цени заради тоа што имаме реална ситуација во Македонија и на Балканот со цените на трудот, со стандардот, па се одржува на друг начин цената на енергијата и од социјален момент. Заради тоа и исплатливоста е помала. Во спротивно би била исплатливоста кога би можеле да, а не е возможно тука кај нас, да држиме некој ниво однос цена на енергија и инвестиција за 3 години би се исплачало. Мислам, тоа е нешто што... Тоа е идеално. Тоа беше во еден момент, 2013-2014 година, оние што добија фидинг тарифи, тие добија во првиот момент 35 центи, што е повише околу 20 денари за киловат час и денес 15 години на тие луѓе и тие инвеститори, да речам, да не ме погрешат, им се исплача по таа цена државата им ја прифаќа енергијата. И сега, со новите законски одредби, тоа е многу битно и значајно да секој вишок на енергија од дозволен и легално приклучен енергетски извор и индивидуален или одделовен, че им биде платен секој вишок на енергија, че им биде исплатен и на граѓаните и на фирмите, што е многу добро и значајно. Колку чини ваков систем и има ли гаранција? Вако, овој систем. Гаранцијата, луѓето многу внимателно треба да прашат од фирмата од која што би добиле. Да, затоа прашам. Опрема. Да, опремата. Опрема, бидејќи сега, поради побарувачката, има и огромна понуда. И многу е... И тука може да се пикне тоа нешто се неквалитетно. Предпазливо, имате можност да побарате на различни начини на интернет и да купите опрема. И таа опрема, прашалник е колку ќе биде квалитетна, затоа што во првиот момент може да биде функционална. Ке понуди нешто квалитетно? Вредноста е моментална. Значи не можеме да зборуваме за бидејќи пазарот е општо нестабилен за многу време. Ако ништо повише, сега е нестабилен. Само транспортот да го земе во предвид е промене. Гледате колку се менува цената на... Нема закочен транспорт во некои гранки од индустријата е закочен. Буквално на превозот. Топ. Така да тоа е еден влезен фактор кој што влијае на крајната цена. Моментално еден 6 киловатен трофазен систем во Македонија по принципот клучна рака. Значи зборуваме за инвеститор кој што е, ајде да речеме без омаловажување, лаик за работа, него само едноставно сака да инвестира во 6 киловатен систем од добар квалитет, со добри гаранции, најмалку од 5 години гаранција, на најмалку од 5 години гаранцијата, значи се движи околу 4500 евра со опрема
којаш ги задоволува сите технички стандарди и европски и превземени нормални кај нас. Мора да им кажеме кога сме овде дека државата нешто субвенционира од овие пари. Да. Има тоа да го кажеме. Има два момента, да речем. Добро. Зависно од начинот на финансирање на проектот. Едниот е преку банките и одредени банкарски линии. Така. И програми, како што е ГЕФ програмата и други, кај што нашата фирма е квалификувана, каде се работи за кредитирање со грантови. И грантовите се движат, не зборувам за ИПАРТ програмата, ова е директно кредитирање ГЕФ програма преку комерцијални банки, не само исполнено, повеќе банки ги пласираат тие средства. И тука се движи околу 17, 18, 16% повратот на средствата по завршувањето успешно и прифаќањето на инвестицијата и вклучувањето во системот. Да, се враќаат тие средства. Другиот начин е субвенционирањето од државата, кога со сопствени средства се оваков систем финансира. Тоа тука или добро, два извори има граѓаните и своите пари да ги вложат или да се кредитираат. Или да се кредитираат. Значи, пари 1000 евра, што пак доаѓа отприлike од 20-22% субвенционирање од држава. Значи не мора да бидеме не мора 6 киловати да се може до 6 киловати. Може помалку, да. Некај зависно од личните. Да, вие наведувате 6 видови на потрошувачи различни, кои може да се задоволат со таа енергија, некои нема потреба од тоа. Посебно е интересно на инвестирањето во објекти каде што луѓето помалку време се присутни и тука има можности да се произведува енергија и да има поголем бенефит, но тоа во друга. Добро, сега сакам да кажам дека вие во работа не сте аматер, вие направивте голема електроцентрала на фотоволтаици во Тиквишијата. Сега ќе замолам режијата да ги пушти тие инсерти и да ги коментираме. Што е ова што гледаме? Мислам на централата во Демиркапија. Добро, тоа е инвестиција како фирма во едно средно голем, сега има капацитет, поголеми капацитет, меѓутоа на тоа подрачје Демиркапија е една од поголемите. Поголемите градиозна работа. Меѓутоа, ако се оди на лице место, тоа што може да се констатира и сите го констатираат, дека ние сме инвестирале во една многу поквалитетна опрема од носечка конструкција до инверторите, до панелите, со многу поголем коефициент на ефикасност и е нормално, тоа малку повеќе и кошта. Меѓутоа е систем кој што ни даде едно дополнително искуство да можеме тоа исто знаење и практично, значи не само теоретски, практично да можеме да го понудиме. И тие се во фаза на пуштање. Дали е завршена? Завршена е монтажата, се очекуваат уште некои документи завршно, со регулаторна комисија, со ЕВН и во многу краток рок ќе бидат пуштени. Што е соларна централа што вие ја направивте и ја пуштате во системот? Да. Не е за потреби на електрична енергија за ваши? Не, макар да еден од мотивите беше неизвестноста со цената на електричната енергија, бидејќи другата фирма, телекомуникацијскиот оператор Иринал Интернационал е средно голем потрошувач и беше до скоро на слободен пазар
И купувате енергијата. Да обезбедува електричната енергија. Ни рековме, добро, што ме на слободен пазар, имаме можности да инвестираме со другата черка фирма, да инвестираме и да задоволиме 100% потребите на телекомуникацијата оператор, кој што работи регионално, значи од Демир Капија, Неготино, Кавадарци, Росуман и целата Тиквешија практично, и да дополнително вишокот на енергија го продадиме во системот, значи првенствено своите потреби, да не бидеме зависни од цените и од шоковите на пазарот на електрична енергија. И она што ќе остане вишок да го продадиме. Што опрема градивте во Демир Капија? Опремата е од, да речем, фотоволтаичните панели се од две реномирани фирми и една е од најголемите производители во светот, тоа е Yingli Solar. И секојаш рангирана меѓу првите 5 по квалитетот според америчките и европските институти кои што ги рангират, и каде што сериозните фирми се должни, и не само должни, кои нивна желба е да бидат рангирани, како што е за факултетите Шангхајската листа, така и како институтите, ако си таму рангиран, гаранција дека е квалитетно. Значи едната е Yingli Solar, а другата е Futura Sun, италијанска фирма, со која што исто имаме континуирана соработка. Опремата од тие две фирми. Што опрема ќе ставаме тука? Инверторите се од две исто така реномирани фирми. Едната е АББ, италијанска фирма, а другото е Huawei. Како опрема? Гигант. Гигант во овој сектор. И тоа е конструкцијата, она што е за Демир Капија посебно значајно, заради тоа што таму има доста ветровита зона. Ветровита зона, тоа е од Металумин, грчка фирма. И бевме изненадени, сметајќи дека од Украина, од Турција и така натаму од други фирми може да добиме подобри цени. Тука добивме и подобри цени и врвен квалитет со тип сертификати. Изненадени, сите кои што гледат се изненадени од конструкцијата. Колку фотоволтаици вградите? Таму е капацитетот е 250 киловати. Тоа може да е големо чудо. Па не, тоа е средно голема. Имаше една класификација. Класификацијата беше малите беа до 50 киловати, останатите беа големи. Сега има некоја непишана друга класификација. Тоа беше заради цените кои што беа давани за откупот на електричната енергија. Тоа имаше други моменти колку е добро или не е добро. Меѓутоа, тоа е сега средно голем, има веќе повеќе такви, по 1 мегават и повише. Би прифатили да градите таква централа? Да, главната причина зошто не сме имаме премногу обврски, нашите обврски за нашите инвестиции привршуваат, меѓутоа паралелно со тоа се јавуваат и други комитенти. И одлучивме да одиме со капацитетите кои што ги имаме, бидејќи пред се соочуваме со можноста физички да бидат завршени одредени проекти. Ние во делот на обезбедувањето на опремата, во делот на проектирањето и финансирањето немаме воопшто потешкоти и можеме континуирано да го работиме. Прашањето е физички завршувањето, има недостаток на работна рака која што стручно може заедно со наша помош, да речем, стручна инженерска, да може да ги изведе. Временски сме ограничени. Како ги работиме? Потребите се многу големи, се поголеми и За да се стане лидер во фотоволтаичната електрична енергија, ако така можам да кажем, таа зелена енергија треба да се биде многу фајтерски расположена. Има ли кадровски можности, има ли сила и ентузијазам, мислам дека треба за оваа работа, и на техники да го направи оваа чудо во Кавадарци, наместо да го гледаме сега само со топловодното грејење или оние панели за топла вода, и струја да си правиме. Сега да бидам искрен,
Ова ќе стане насушна потреба на город. Ако зборуваме за прашањето на техничката спремност и знаење, Тоа мислев. ние сме едни од лидерите во државата. Во поглед на индивидуалното инвестирање, не. Има фирми и тука и во градот. Да, ги има. Има кои што се по-сериозни инвеститори. Прашањето е на финанските можности, меѓутоа по прашањето на техничките знаења, ние со горд зборуваме дека сме многу сериозни во врвот. За тоа таквото мислење ни дава право и тоа што сме официјален дистрибутер на едно од најголемите европски фирми за така наречени off-grid немрежни решенија за соларна енергија, Victron Energy од Холандија, кај што сме официјален дистрибутер, што значи дека кој год да се јаве од Македонија со некое барање, Добре. тие го пренесуваат кон нас. Со нив имаме договор за регулирани цени, значи тоа значи да имаме лимитирана цена, не смееме над која да одиме, ако можеме, ако имаме можности, кога се работи за поголеми проекти, можеме евентуално во рамките на оноа што ни е дадено лимитирана провизија од таа фирма, да евентуално дадеме некој попуст, што е релативно скромно, меѓутоа тие проекти со таа опрема се по принципот стави, заборави. Тоа значи го ставаш и забораваш на опремата. Гаранцијата зависи кои елементи се, минимално 5-7 години гаранција, што е реткост. Баш така. Реткост, бидејќи во сегашни услови година или 2 гаранција ништо не значат. Зборот ми беше дека тоа колку сме вложиле во личното едуцирање, не само јас, туку и тимот кој што тука, затоа што ова не се завршува сам, и имаме и неколку инженери ангажирани, наши вработени, имаме неколку техничари наши исто така вработени и надворешни лица по потреба, меѓутоа се повише размислуваме и тие да станат наши луѓе, затоа што врските се толку големи да едноставно тоа е тоа, можеш да имаш луѓе на располагање, ако се тука се во фирмата, секој се на располагање, доколку се надворешно ангажирани, не може да секој спеташ на нив и така да ова е подрачје кое што треба да имате во предвид следното, тоа че трае континуирано. Че трае. Затоа што потребата за енергија е континуирана. Че трае. Меѓутоа сега овој потреба бум и инвестицијски и од аспект на интерес нема да биде вечен. Така. Че трае неколку години, зависно од финансиските можности и зависно од можностите да се реализират временските можности одредени барања и на крајот на краишта има многу сериозни прашања, затоа темата е толку широка да колку енергетскиот систем ќе биде во состојба да ги прати барањата на граѓаните и на фирмите за ова. Тоа ќе биде реален проблем, да, се сложувам. Тука има уште многу елементи кои се надврзат. Еден од елементите, овие индивидуални или инвестиции кои што фирмите ќе ги прават. Паралелно на тоа, заради на стабилноста на системот, балансирањето на системот и државата ќе мора да вложува во други системи енергетски. И сето тоа на крајот ќе дојде до еден момент кога системот сам за себе ќе биде доволен. Или ќе биде неодржлив и ќе мора некои работи да се одреден период посвети на стабилизирање на системот. Како да се дојде најлесно до фотоволтаиците, до електрична енергија што ние зборуваме вечера? Кој е наједноставниот начин според вас? Наједноставен начин е да си го решите прво финансирањето. Значи мора да знаете како се финансира. Знаете, има многу луѓе постапката. Прашуваат колку ќе ме кошта. Јас прво прашање викам
имате ли пари? Това е първото прашање обратно. Добро. И имате ли начин на финансирање? Кредитна способност? Кој како од која страна гледа работата гледа. Наједноставно е доаѓа, бара понуда, ама понудата мора да биде прецизно. Да, прецизно, значи мора да се види објектот и можностите на објектот. При тоа што многу едноставно е да дадеш понуда и после на лице место се случува други работи. Ние заради тоа направивме два пристапи во овој сегмент, пред се за индивидуалните кога се работи. За деловните субјекти друга прашање. За индивидуалните едниот пристап е да ние завршиме по принципот клуч на рака. Добро. Значи, одиме, снимаме ситуацијата, изготвуваме пресметки, изготвуваме документација, правиме монтажа, а лицето си завршува пред институциите одредени дозволи кои што треба да ги добие. Значи, тоа се решаваат со локална самоуправа, со дистрибутивната мрежа, ги решаваат прашањата и се завршува објектот. Другиот пристап е, да речем, дилерско-монтажерски. Имаме веќе направени договори со неколку екипи надвор од Кавадарци, во Битола, во Радовиш, во Пробиштип, на кои им даваме врз основа на согледувањето каков е објектот, им даваме кит опрема. И тие завршуваат монтажата и останатите работи. Значи, тоа, како да кажем, како новогодишно кесе. Имаме новогодишно кесе од 6 киловати, повели, тие се вредни луѓе, ги знаеме, не можеш на било кој да радиш, мора да биде да сигурни дека таа опрема ќе биде вградена и ни секогаш под наш надзор го правиме тоа. Проверките се прават, да речем и одредени софтверски има реакции и подесување на опремата. И тука ни обавезно сме задолжени таа работа да завршиме, да можат да имат надзори од мобилен, колкаво производство и така натаму. Апсолутно. Било каде да си, секогаш во секој момент да знаеш колку имаш производство со стојбата, колку имаш произведено, колку имаш потрошувачка. И пратењето на тоа од аспект на задоволување на потребите од гаранции. Значи гаранција за опремата, ако дозволите нестручно да биде монтирана, имате проблем после тоа каква ќе биде, кој ќе ја држи гаранцијата. Ние за оваа работа ќе посветиме поголемо внимание. Меѓутоа се уште сакам да поразговарам со вас во делот на се ли е увозно од Македонија од другите држави? Имаме ли ние во Македонија можност да правиме панели? Има ли можност во Македонија да правиме инвертери и друга опрема и да го поедноставиме и забрзаме системот? Има ли капацитет на вашиот систем на правење на вакви централи за производство на струја? Или капацитетно во еден месец? Колку може Инел техник да направи? Веќе се соберат на 1000 порачки. Да. Што ќе се случи во таков случај? Ајде тоа се неколку прашања. Да. Например, дали имаме во Македонија капацитет или фабрики кои прават фотоволтаици, најупотребуваниот дел од ова работа? Домашното производство е скромно, ама не е за подценување заради тоа што не е ни така едноставно. Бидејќи било каква линија за производство на некои од елементите на системот, значи капацитет кој што многу често минималните капацитети ги надминуваат потребите на државата. Јас ова само како паралела кратка, надвор од темата, ќе го кажам, ќе кажам една анекдота со луѓе пријатели кои беа дојдени додека бе во Германија на саем, бара да купат мала пекара.
И прашањето на еден од производителот на сајм во Минхен беше па мала, имаме мали, вика, која е најмала за 30.000 луѓе. И ама вика, тоа е колку цело Кавадарци, мала, па Голема. немаме помали. Така да и тука линиите за производство се мора да се димензионират за поголем пазар. Има во Македонија фирма, да, неминовно вложувањето бара така, и капацитетот на крајот вика, добро Македонија може да биде во одреден период потрошувач, зборувам на онака провизорно на 100 мегавати панели од различни типови или 200 и после така е. И каде? Значи во Македонија има еден капацитет за производство, меѓутоа треба да се има во предвид тоа е што луѓето, а стручната фела го знае, меѓутоа обичниот граѓанин не го знае и не може да го знае и не знае зошто не го знае. Самото производство на панели се вика по вертикална интеграција во 4 нивоа. Значи сега јас нема да влегувам во прашањето на физиката на полупроводници и како тоа во друга прилика. Меѓутоа, значи основата е силициумот, песок. Тоа се прави со посебна технологија, се прават инготи, значи како столпчиња да речам, од песок, под притисок, висока температура и така натаму. Потоа од нив се сечат вафели, од вафелите се сечат, се прават челиите, од челиите се прават панелите, 4 нивоа. Такви фирми во светот има само неколку. И едната од таа фирми, која што јас се спомнав, е Yingli Solar, од која што ние имаме панели, затоа што луѓето некогаш кога е нешто непознато, ако е Canadian Solar, значи врвно е. Што не значи дека тие не се добри. Ја не сакам Canadian Solar, значи дека не се добри, туку има фирми кои што таа вертикална интеграција комплетно ја имаат. А тоа што значи? Значи дека најдобрите материјали прво за себе ги остават. Јасно е. Значи нема шанси да ти најдобро му дадиш на некој друг за после тоа да ти конкурира на пазарот. Тоа е сосем едноставна човечка логика, нема деловна тука, тоа е. Тие ги прават и најдобрите панели. Под некои услови на одредени други фирми, големи потрошувачи или заради освојување на одреден пазар, им дават и на други од оноа што е блиско до најдоброто нивно. И така натаму, после на крајот, кога ќе дојде четвртото ниво, оние челии кои што ќе останат ги нудат на слободниот пазар. Добро. И сега може вие, јас и било кој во државата да се јави како инвеститор кој што сака од тие панели кои се на четвртото ниво и кои што останале да склопувате и да правите панели. И тука сега има уште многу технички детали, какви панели и какви челии сте купили. Ајде да завршиме тоа четвртото ниво, кај што се јавуваат грубо пак, има и други технички поделби, кај што се јавуваат поликристални и монокристални. Монокристални значи во производството кристалната структура на силициумот и на вафелите и челиите е монолитна. Значи сите се како 99% како единка исти, монокристални и дават најдобар резултат. Поликристалните значи се јавуваат со различна кристална структура, различна големина, различни кристални решетки. Тие се помалку квалитетни, со помал ефект и поевтини. И сега, кога некој рече, јас панел, ајде да карикирам од 400 вати ти нудам, не знам за која цена, а овој е многу поскап. Да, ама прашањето зошто е поскап? Прашањето се решава, одговорот е во трајноста и во производството кој ќе го даде еден панел во првите 10 години и за 30 години, 25 или 30, зависи од како по кои стандарди се гледат панелите. Значи првата карактеристика е на 10 години. После 10 години сите панели губат од ефикасност. Да, од ефикасност, ама колку губат е многу значајно. На некој систем од 1-2 киловати можеби не е значајно. Ама 100 киловати, 1 мегават на 10 мегавати, тоа е страшна работа, кога се на крајот
прават калкулациите на исплатливоста. Да разбирам. Вложувањето почетно во поквалитетна опрема на крајот значи многу поголема придобивка и исплатливост отколку вложувањето почетно во ефтина опрема и, како да кажем, испаѓа на крајот на нашата поговорка, сиромашкиот два пати плача. Два пати ќе обновиш опремата, че имаш откази, че има дефекти, мора да се врши замена. Замената не значи еден панел менјаш, менуваш и систем многу повеќе имаш загуби за тоа што цел блок можеби тогаш ќе прекине со работа и така натаму и така натаму. Значи тоа е тоа. Тоа што значи на крајот оние што се склопувачите на опрема добиват оноа што ќе остане на светскиот пазар за слободна продажба по правило. Тоа е со релативно понизок. А не викам со најнизок квалитет. Добро, често случаи со најнизок квалитет. И ние можеме да поставиме една линија во Кавадарци да се најдат и инвеститори. Добро работа. Ама сепак луѓето мора да знаат дека тоа е тој што значи во Македонија има илјадници производители во светот, не е само. Не е тоа. Има и во Косово, има и во Бугарија. Во Македонија има. Има, да, производител. Може ли да нивоме на производител во Македонија на ваква опрема? Значи, ова е нивото за кој зборам кој да си. Луѓето да се во Македонија си работат работата, меѓутоа кога си на производител со елементи кои што можеш да ги најдеш на пазарот и како релативно мал купувач. Мислам, сега и набавката на соларни панели е со временски сериозно одложени рокови. Што значи тоа? Тоа значи огромна побарувачка и само големите купувачи имат одреден приоритет. А тоа значи и исто и за склопувачите. Големите добиват и квалитетно и брзо, а останатите значи на колку период? Сега тоа до вербата да ви кажам дека тие сигурно производувачите сакат да направат квалитетен производ, ама ограничени се со можности како мали купувачи да обезбедат квалитетна, тоа е полусуровина, да речем не е суровина, полусуровина да обезбедат квалитетна и на крајот прашање да речем и која технологија применуваат. Пошто има со повеќе магистрална 5-9 и така натаму, не знам колку челијски, па получелијски така натаму, која технологија па од тоа што ќе го добијат да направат пак можност имат у 2-3 нивоа квалитетни или помалку квалитетни панели, па каква заштита ќе успеат за атмосферските влијанија, и одлични челии може да имате, колку ќе имате добра заштита од атмосферските влијанија, колку ќе имате реални загуби со рефлексии и така натаму и со други работи. Тоа е една, како да кажам, една поприлично сложена. На крајот изгледа едноставно, соларен панел, производство на струја, приказната е завршена. Меѓутоа, внатре тоа се што се случува, има милион работи технолошки кои што на крајот значат квалитет или помал квалитет на производство и тоа повеќе или помало производство. Да продолжиме или понатаму или да одиме со уште една емисија која ќе ја посветиме на оваа тема со вас? Јас сум расположен бидејќи на овој разговор го прифатив разговорот како ентузијаст со желба да преценя луѓето од технички аспект и ги приближи работите. Заради тоа, времето не гази. Заради тоа мислам дека има неколку моменти кои што би сакал да ги кажам, да не ќе бидат доволни минута или две. Тоа што сметам дека на луѓето заради блискоста некои работи треба да им ги појасниме како тоа од сонцето доаѓаме до електрична енергија. Добро. Тоа е делот на техничкото објаснување. Баш така. И да им представиме како изгледа еден мини систем, па и за домашна употреба, како тој изгледа, како функционира и на крајот како потенцијални инвеститори би можеле да
да инвестират, значи заедно со сите, целиот процес од намерата за инвестирање преку законската постапка да дојдат до крајна цел, да инвестицијата им се враќа за одреден период и тука има доста работа за кои што може се кажат, а да ги приближиме на луѓето со поедноставен јазник. Некои работи, да, треба да бидат технички, ама пак на одредено разбираемо ниво, а другото е комерцијално. На крајот на краиштата, патот кој што ние сме го поминале, викам, има и други фирми, ние сме, да речеме, на одреден начин, многу од тие фирми сме пријатели помеѓу себе и се надоврзуваме за некои работи, се допрашуваме, си одговараме, си помагаме. Нема некоја конкуренција што ви смета? Сега че има конкуренција, ама таа конкуренција ќе биде следните година-две. Да. И тие што може да обстанат после тоа сериозно, кои што тргнале не само за краткорочен профит бизнис. Мислам дека тие ќе продолжат понатаму. Вака предлагам да ја прекинеме овде емисијата, бидејќи зборуваме доста време, да направиме уште една емисија со вас, баш така. Поедноставно како доаѓа енергијата, како се претвара од сонцето во струја, и потоа да викнеме луѓе од правната фела, луѓе кои се близко до законите, како наједноставно да се дојде до документите, и така. Да, токму тоа е одлично. Значи, без оглед што ние како фирма луѓе и јас индивидуално тој пат сме морале да го поминеме за да ги проучиме законските постапки, меѓутоа тоа е работа која што најмногу не оптеретува и најмалку би сакал да зборувам, колку год да ја познаваме добро, најмалку би сакал да зборувам, тоа е одлично да луѓето кои се директно задолжени за издавање на дозволи или уште во фаза на донесувањето на законите и донесените закони, тоа значи од законодавниот дом, тука од локална самоуправа во делот на доделувањето на дозволи, да тие го кажат зборот и да го приближат до граѓаните, за да отворат вратата и да ги иницират граѓаните да можат да инвестираат, затоа што тоа е од сериозна корист за стабилноста на енергетскиот систем, ама и за индивидуално, економско, подобро живење во иднина, преку заштитата, значи инвестирање во заштита на електрична енергија и нормално придобивки за домашниот буџет. За крај, сонцето видовме и ќе зборуваме доста. Кој друг обновлив извор на енергија можеме да го користиме како луѓе? Како електроинженер ве прашувам. Тука прашањето е подрачје. Да, тоа е прашањето на подрачјето. Еден дел е производство на електрична енергија со ветерници. Имаме тука во градот исто така ентузијасти кои се занимаваат и се трудат заедно со една италијанска фирма да малку да направат помали ветерници. Од оние во ладно помалечки. Да, тоа е 1 мегават и така не поголеми, тука се работи за големина на 50 киловати до 100 киловати и фирми во Македонија кои се трудат. Еден дел е тој со ветерниците. Друго? А другото тоа што е можно, тоа е едни паралелни системи за топла вода и за соларна енергија. Кажете ми два избора за тоа чудо. Еден панел да го потребиме и за струја и за вода. И за вода. Па тоа е една идеја, мислам дека на пат е реализација, и тоа е интересно. Добро. Кава да речко неготинска екипа. Браво, баш ми е чиф. Тука соработуваме со професор Тико Насов. Наш човек од техничијата во Скопје. Да, во Скопје, професор на машински факултет. Да, нешто такво се реализира. Тоа е иновација. Тие се производувачи на панели за топла вода, за соларна енергија, значи користење на таков начин. Добро. Ова дека не знаеш дека е наша единствена и оригинална идеја, меѓутоа реализацијата е ретко кој се зафаќа, технички, технолошки сме го на некој начин
дефинирале како тоа треба да биде, меѓутоа реализацијата е нешто кое што треба да Случајно се почини во оваа работа? Случајно сте вие? Да, тука сме. Добро. Пошто вие одамна сте се во оваа работа вклучени? Тоа е, како да кажам, таквиот продукт сега нема никаква врска со комерцијалноста. Работа која што сакаме да направиме за свој чеј. Да, инженерски. Ако произлезе од тоа некоја комерцијализација, било добро. Веруваме, мислам, за тоа што енергијата од сонцето, не знам дали сега е момент, како треба да ја гледаме. 1% од тоа што доаѓа од сонцето е доволно за годишните потреби на земјата. Само 1%. Значи да доаѓа помалку. На земјата доаѓа толкова енергија од сонцето што е потребно доволна, грешка сум, за 10.000 годишни потреби на земјата, не 1%, тоа е 0,01. 10 дел 10.000 дел. Толкова енергија, колкава е можноста да се искористи. Колку е за тоа потреба во друга прилика, да речем во Сахара да се постави една соларна централа, би можело да задоволи потребите на цела земја, на дел од Сахара, не на цела. Така да тоа е огромна енергија, нормално со сите хендикепи на секое поединечно подрачје, затоа што таа енергија има во текот на денот, па поинтензивна многократно е во текот на летото, зимото 3 до 4 пати помалку, ама за тоа пак во еден период, во еден дел на земјата е лето, на друго е зимо, така да тоа сето може да се компензира. Тоа е условно кажано неисцрпен извор на енергија сонцето, затоа што нели се смета дека многу милиарди години ќе биде активно и до земјата ќе доаѓа енергија која што е толку голема да викам во секој момент доаѓа 10.000 пати повише енергија отколку што моментално земјата троши. Кога дојде градоначалникот Митко Јанчев, побрза веднаш меѓу првите инвестиции беше изградбата на хидроелектроцентрала на водоводот Лукар. Водата. Дали ние ги искористуваме или тие потенцијали на водата се толку големи да можеме да ги користиме понатаму, без да си го нарушиме комодитетот на пиењето вода и така натаму. Хидроенергијата е нешто кое што е, да речам, потреба, односно електричната енергија, потреба за стабилноста на системите, ама тука доаѓа до многу еколошки дилеми. Така е. Еколошки дилеми. Јас не сакам сега да бидејќи многу широка тема, меѓутоа неопходно е државата да најбрзо колку може инвестира во големи хидроенергетски системи, големи. Малите хидроенергетски системи се под прашање и под удар на екологистите, затоа што секојаш значат одредено нарушување на природната околина, на биодиверзитетот на самата. Така, значи јас сега не сакам да речам дека сум противник, како енергија водата користиме во таа смисла, затоа ве прашам. Големите енергетски системи и потенцијали кои што Македонија ги има, неопходно е да бидат искористени во најкраток и најбрз можен рок. Прашањето на инвестирањето со домашни, странски инвестиции, приватно, јавно партнерство треба да биде најмалата кочница за тоа. Најмалата кочница за тоа. Резултатот, бидејќи кои се другите извори во Македонија? Ограничени се јагленот како можноста за ископ е ограничен. Друго прашање пак со јагленот е прашањето на екологијата. Екологијата, државата вложува
во гасниот систем во Александрополис токму заради тоа што нема други извори. Со Белене знаат како би ситуацијата во Бугарија стопираната. Нема во Македонија да газ, плин. Има ли истражување некои правилно во Македонија? Немам сознанија, газ да има, нема да правиме газоводи да увезуваме. Така е, прави, нема да увезуваме. Нема да увезуваме. Сознание. Со газот е посебна приказна за тоа што тоа бара решавање на инфраструктура во градовите. Јас мислам дека сега во момент единствен потенцијал е деловните субјекти да дојдат до гасните линии, да индиректно намалат потрошувачката од другите извори на електрична енергија. И тоа е добро за почеток. Инаку еве да земе во да земе во Кавадарци изградба на гасоводна мрежа, значи многу милиони евра, многу инфраструктурни интервенции во градот и долг период, не оде тоа. До секој домаќинство, ако треба да обезбедите, тоа е огромна инвестиција и време. Да не зборуваме ако се обезбедат средства. Да не видиме во парите проблема, да. Меѓутоа тоа е нешто кое што потешко ќе оде. Ние ако го решиме да големите деловни субјекти максимално колку можат да користат газ, многу ќе значи за стабилизација на енергетскиот и за енергетската независност на држава. Второто е интересно. Се почини благодарам што ми бевте гостин и поминавме многу време, меѓутоа уште една емисија ми ветивте во која ќе отидеме малку и на централата, малку да видиме како изгледа тоа во пракса. Да. И да ги објасниме техничките карактеристики на еден систем кој би требало да функционира. Разговорот ете така сосем слободно го направивме без специјално спремен концепт и без водилка по некој редослед на нештата, меѓутоа сепак сите, мислам и овака коментари и прашања се доволно и одговори мислев дека се јасни за да бидат приближени до треба да знаат граѓаните. Ова е голема материја и сложена материја и за вас и за нив, меѓутоа новина е. Тако беше и случајот со соларите, кои сега ги има секој куќа во Кавадарци. Веројатно после неколку години што велите вие ќе спласне таа мода, ќе биде најнормално да се постави ваков систем. Благодарам. И вас за приликата да се поразговараме. Сосем слободно без некои посебни. Отсекогаш скромноста била одлика на Сапунџиев. Благодарам што ми беше гостин во оваа емисија, серија на емисии што ќе посветиме на зелената енергија, на обновливите извори на електрична енергија. И мислам дека човекот струката што ја има во себе максимално ја користи не само во областа на телекомуникација каде што е непрекосновен, туку еве сега и во системите за производство на електрична енергија. Благодарам и секој добро.